Започнуваме со најновото издание на регионалните вести. Се повеќе ученици се запишуваат во средните стручни училишта во Тетово. Образовните политики на општина Тетово доведоа за 4 години бројот на запишани ученици во средното стручно училиште Моша Пијаде да биде зголемен за двојно. 60% од вкупната бројка на ученици се запишуваат во средните стручни училишта во Тетово. Останатите своето образование го продолжуваат во општите смерови. Овој тренд е во раст благодарение на строгите уписни политики на општина Тетово, преку кои образованието го насочуваат спрема потребите на пазарот на трудот. Колку за пример во последните 4 години, бројката на запишани ученици во средното стручно училиште Моша Пијаде се зголемила двојно. Тоа е како резултат на строгите уписни политики во гимназиите и насочување на учениците во овие училишта. Како еден пример да земам, додека во 2013 година во средното стручно училиште Моша Пијаде има запишано севкупно 130 ученика, додека минатата година бројот на ученици запишани во прва година во училиштето беше 270. Значи двојно поголем број на ученици запишаа во рок од 4 години. Тоа го покажува нашата политика која што е посветена на оваа насока, која што е во склоп на образовни политики кои што се како резултат на потребите на пазарот на труд. Но и учениците кои завршуваат средно стручно образование тешко доаѓаат до работното место, покажува искуството. Познавачите на приликите велат дека во Македонија додека трае образовниот процес, потребна е поголема соработка на училиштата со бизнис секторот, кои ќе вршат обука на средношколците, за да можат полесно да најдат работа на пазарот на трудот. Сметаме дека тоа ќе придонесе децата, односно младите луѓе да имаат подобри вештини кои што ќе бидат побарани на пазарот на трудот и тоа ќе им го улесни вработувањето кога ќе го завршат стручното образование. Со цел полесно доаѓање до работното место, швајцарската амбасада започна проект наречен Образование за вработување во Македонија. Проектот ќе трае 10 години, а главна цел е да ја подобри соработката на бизнис секторот со средните стручни училишта, за да може на учениците да им биде подостапна практичната настава и на побрз начин да се стекнат со вештини кои се бараат на пазарот на трудот. Полициски службеници биле нападнати од гостиварец додека вршеле службена должност. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи 2 сообраќајни незгоди. Повредени полицајци во Гостивар додека лишувале жител на градот од слобода. Имено 33 годишниот гостиварец ДК вчера околу 12 часот и 50 минути на улица Мара Угринова во Гостивар најпрво им давал активен отпор, а потоа физички ги нападнал двајца полициски службеници кои превземале мерки и активности за негово лишување од слобода. При нападот ДК им нанел видливи повреди пошто е лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, информира СВР Тетово. Непосредно пред тоа на улица Илинденска, исто така во Гостивар, ДК со репетирано огнено оружје пиштол од совозачкото седиште на возило му се заканил дека ќе го убие на 45 годишниот гостиварец СТ, вработен во агенција за обезбедување, кој пешки се движел кон градскиот плоштад, а потоа со возилото брзо се оддалечил од местото. Се работи на целосно расветлување на сите поединости поврзани со двата случаи, од кои вториот го пријавил СТ. Од полицискиот билтен информација за 2 сообраќајни незгоди кои се случиле во текот на вчерашниот ден. Првата околу 12 часот и 40 минути на локален пат пред влез во Тетовско село, во која учествувале 2 патнички возила со тетовски регистерски таблици, Форд Транзит што го управувал 59 годишниот ЗМ од Старосело и Нисан управуван од 55 годишниот МХ од Орашје. Во несреќата возачот на Нисанот задобил тешки телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница пуштен е на домашно лекување. Телесни повреди задобил и возачот на Фордот кој е задржан на лекување во болница, додека двајца сопатници од ова возило завршиле исто така со полесни телесни повреди. Другата сообраќајна незгода се случила на улица Боге Велјановски во Гостивар околу 18 часот и 30 минути, кога патничко возило Форд Ескорт, што без возачка дозвола го управувал 15 годишник од Гостивар, удрило во 22 годишната ФМ во улога на пешак. Од одирањето гостиварката задобила телесни повреди, со друго возило пренесена е во општата болница Ферит Мурат во Гостивар и по укажаната лекарска помош пуштена е дома, информира СВР Тетово.
Тетовските и гостиварските полициски службеници вчера вршеле контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници. Во акцијата дел од возилата веднаш се исклучени од сообраќај, останатите заработиле прекршочни платни налози. Ова го На поширокото тетовско гостиварско подрачје вчера од 9 до 14 часот спроведена е акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници. Со тетовската акција вкупно биле опфатени 52 возила, од кои 35 автобуси. При тоа откриени се 10 прекршоци, односно недостатоци. 9 од возилата имале неисправни сопирачки и веднаш се исклучени од сообраќај, а едно некомплетна опрема, поради што изготвени им се исто толку прекршочни платни налози и ќе се соочат со законски предвидените глоби. Покрај ова констатирани се и 7 други видови прекршоци кои се заокружени со соодветни поднесоци. Според СВР Тетово, во гостиварската акција пак контролирани биле 31 возило, од кои 21 автобус. 7 од контролираните возила навреме не извршиле технички преглед, едно имало неисправни сопирачки и едно истечена регистрација. Во акцијата 2 возила веднаш се исклучени од сообраќај и на 9 им се изготвени прекршочни платни налози. Вчерашната акцијска контрола е во рамки на континуираните активности на секторот за внатрешни работи Тетово за поголем ред и безбедност во сообраќајот во текот на летниот период, дотолку повеќе што наскоро се очекува далеку поголема фреквенција на патиштата во Полошкиот регион како резултат на доаѓањето на времено вработените во странство. Тетовската полиција со апел до граѓаните кои вршат земјоделски активности. Деновиве во Полнек се интензивни земјоделски активности на Полошкото подрачје, проследени со зголемена раздвиженост и по патиштата кои водат до нивите на тетовските и гостиварските земјоделци. Согледувајќи ги овие состојби, секторот за внатрешни работи апелира земјоделската механизација да се користи исклучиво за својата намена, а не и за превезување на лица, да биде технички исправна и навреме регистрирана. Ваквиот вид механизација, трактори, комбајни и друго, задолжително да ја управуваат лица со положен возачки испит, а не и малолетници, особено ако механизацијата се движи навечер и во сообраќајно пофреквентните патишта. Во вечерните часови исто така механизацијата, односно тракторите, да бидат соодветно осветлени за да може да се забележат од другите учесници во сообраќајот. Доколку не се почитуваат овие препораки, собствениците на земјоделска механизација ќе се соочат со законски предвидените поднесоци, со напомена дека глобата за нерегистриран трактор изнесува 500 евра во денарска противвредност. Секторот за внатрешни работи Тетово неколку години наред во текот на летните месеци реализираше бројни превентивно-едукативни активности за поголема безбедност во сообраќајот на земјоделската механизација. Во рамките на овие активности и во јули и август ќе се организираат заеднички средби со земјоделците, на кои тие поблиску ќе бидат информирани како треба да се однесуваат и што треба да преземат, да не ја доведат во прашање собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, посебно кога се движат по регионалните и локални патишта, а пред се при превезување на житото до откупните пунктови, односно секогаш и секаде каде заради неразлични потреби ќе ја користат механизацијата со која располагаат, се вели во соопштението на СВР Тетово. Француската алијанса во Тетово организира франкофонски летен камп во Струга во текот на месец јули. Сите заинтересирани ученици на возраст од 12 до 17 години можат да се пријават за да бидат дел од него. Од 9 до 13 јули Француската алијанса во Тетово организира франкофонски летен камп во Струга. Сите заинтересирани ученици на возраст од 12 до 17 години можат да се пријават за да бидат дел од него. Во текот на 5 дена децата од различни националности ќе се дружат, а преку различни активности ќе се запознаат и со француската култура и францускиот јазик. Може да речеме дека кампот е високо квалитетен затоа што имаме професори кои зборуваат течно македонски, албански и француски јазик. Исто така специјално дури од Франција не доаѓа нашата волонтерка Мари. Кампот ќе трае 5 дена и 4 ноќи. Секој ден децата ќе имат различни активности. 8 часа дневно ќе имат интерактивни часови со професори. Активностите ќе бидат на спорт, театар и музика. Ноќи исто така ќе имат гледање филмови, караоке и забава со диџеј.
Како што гледате, децата нема да можат да се досадуваат ни еден момент. Цената е многу символична, и го подразбира ноќевањата во хотелот, исхраната, активностите и транспортот Тетово-Струга-Тетово. Темата на кампот е унидолна диверситет, обединети во разновидност, каде што целта е децата да споделат и да откријат нова култура и јазик. Може да се запишуваат сите ученици од сите различни етнички припадности, возраста од 12 до 17 години, што имаат барем базично знаење на францускиот јазик. Учениците може да доаѓаат да се запишуваат со родителите, затоа што треба да потпишуваат еден формулар и значи децата може да се запишуваат сите деца и тие што не се дел од Француската алијанса. Годинешниот француски летен камп има слободни места за 50 ученици. Фудбалерот со светска кариера со потекло од Гостиварско, Адмир Мемеди, денес ја посети општина Гостивар. Имаше средба со градоначалникот Таравари, со кого разменија и символични подароци. Фудбалерот, дел од швајцарската репрезентација, роден гостиварец Адмир Мемеди, денес беше во посета на општина Гостивар, каде што се сретна со градоначалникот Арбен Таравари. Во знак на почит разменија символични подароци. Мемеди на градоначалникот му подари дрес од швајцарската репрезентација со број 18, а за возврат од својот домакин доби плакета на општина Гостивар со символот на градот Саат Кулата. Градоначалникот истакна дека успешните иселеници во областа на науката, културата и спортот се најдобрите амбасадори на Гостивар ширум светот. Рече дека му е чест што го има фудбалерот како гостин и му посака уште поголем успех и добри резултати во натамошната кариера. Мемеди пак изрази надеж дека неговиот роден град ќе бележи развој и напредок во сите области. Му благодарам на градоначалникот за гостопримството, се надевам дека Гостивар во секој поглед ќе се развива кон подобро. Што се однесува до светското првенство, не можем да прогнозирам кои екипи ќе се најдат во финале. Секако, посакувам успех и победи за Швајцарија. Адмир Мемеди по потекло е од Гостиварско падалиште. Неговото семејство е иселено во Швајцарија додека уште бил дете. Кариерата ја започнал во Цирих, а сега е фудбалски интернационалец со професионални договори во повеќе европски клубови. На светското првенство во Русија не е дел од националниот тим на Швајцарија поради операција на лигаменти. Премиерот Зоран Заев од денеска е во дводневна работна посета на Брисел. Заев ја предводи владината делегација во која се и вице-премиерите Радмила Шеќеринска и Бујар Османи, како и шефот на дипломатијата Никола Димитров. Македонскиот премиер Зоран Заев и председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск одржаа пресконференција по денешната средба во Брисел. Денеска, тука, во срцето на Европа, е потврдена новата голема вест. Република Македонија добива датум за почеток на преговори јуни 2019. Нашата земја го заслужи тоа. Лидерите на Европската унија рекоа да, земјата го заслужува тоа. Европскиот совет прифати дека Република Македонија од заробена држава, киднапирана од режим, за само една година направи пресврт. За само една година Република Македонија е земја на позитивни промени, на динамичен процес на реформи, на инклузивност и општествен диалог. Со политичка волја за решавање на спорови со соседите и јасно изразена визија за европската иднина. Утре чекаме официјална најава од седиштето на НАТО во Брисел дека на Македонија ќе биде доделена официјална покана на следниот самит на Алијансата во Брисел на 11 и 12 јули. Изјави денеска националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски на 98-миот Росрод семинар, што се одржува во Македонското собрание. Генералниот секретар Јенс Столтенберг ќе го објави тоа што македонските граѓани го чекаат со години. Тоа ќе биде завршна етапа од нашето асоцирање во Алијансата, имајќи предвид дека Република Македонија е неславен рекордер со 19 кругови од акциониот план за членство во НАТО, рече Пендаровски. Во меѓувреме, како што кажа тој, Македонија покажа завидно ниво на отпорност, жилавост, со оглед на тоа дека два пати се наоѓала на работа.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју со дописникот на Радио Слободна Европа Джозеф Џовијак изјави дека Европската комисија веднаш ги почнала подготовките за скрининг процесот за Македонија и Албанија, кои добија условен датум за почнување на преговорите во средината на идната година. Conference which should at least by the end of next year decide concerning the opening of first chapters. No, because now the screening is on us as a commission. It's a very comprehensive task and job, because according to my people, it's about more than 100 conferences where they have to analyze all the different elements. So it's a challenge for the respective government and particular administrations, but it's doable. And we got this ambitious goal. Подготвителна седница за цената на електричната енергија е закажана за утре. Компанијата Евана побарала зголемување на цената на струјата за 9%, Елем побарала намалување за 1,5%, а Мепсо не побарале ниту зголемување, ниту намалување. Новото раководство на регулаторна комисија најавува и преоценување на мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија со цел да се намалат трошоците на потрошувачите за приклучување. Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска се породила во една од скопските болници. Таа на свет донела здраво машко дете кое ќе се вика Петар. Тоа е првото дете во семејството на Јанкуловска и нејзиниот сопруг Владко. Јанкуловска во поодмината бременост одеше редовно на судските рочишта, откако по лекарското вештачење и беше одбиено барањето за одложување на рочиштата заради ризична бременост. Времето денес беше облачно и свежо, со врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. Дуваше слаб, а попладне умерен северозападен ветер. Утринските температури се движе од 12 до 14, а дневните од 15 до 19 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 4. Утре не очекува променливо облачно и потопло време, со подолги сончеви периоди и со слаб до умерен северозападен ветер. Локален пороен дожд со грмежи ќе има во попладневните часови. Утринските температури ќе се движат од 15 до 21, а дневните од 22 до 26 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 6. Вестите ги завршуваме. Пријатно!